Благодарам, председателе. Користам можноста да се обратам процедурално врз основа на член 96, а тоа е дека говорникот не ја зборува вистината. Имено ќе искоментирам неколку работи. Денеска на дневен ред прва точка е опозицијски пратенички прашања. 2 часа опозицијата да има можност да ја праша владата за прашања кои што ги тангираат граѓаните или она што мислат дека е актуелно во моментот. Владата беше присутна денес овде и за чудење на власта, на пратениците од власта, опозицијата побара 1 час пауза. И ова е веќе втор пат да опозицијата на единствениот инструмент кој што го има во собранието, а тоа е поставување пратенички прашања на извршната власт, да побара пауза. Дополнително на тоа, втората најголема опозициона партија, тоа е СДСМ, ја напушти седницата за поставување на опозициони пратенички прашања, на која што имаше можност министрите кои што се тука, а и другите кои што се моментално на влада и ќе дојдат на пратенички прашања, затоа што беше побарано 1 час пауза, да ги прашаат за прашања кои што ги интересираат. Ова е невидено. Опозицијата да бега од своите опозициони пратенички прашања. И второто нешто за кое што се јавив е да го исправам неточниот навод на колегата Спасовски, а тоа е дека резолуцијата е за осуда на опозицијата. Не. Резолуцијата има точно име и тоа е резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција, со која што сакаме да ставиме точка на ова лудило кое што го предизвикуваат помеѓу граѓаните во изминатите 10 дена и повеќе. И за појаснување на јавноста, единствена резолуција за која што се разговара и е поднесена согласно процедура е оваа резолуција поднесена од пратеничката група на ВМРО заедно со своите коалициони партнери. Резолуција од СДСМ нема доставено до собранието. Единствената резолуција со која што ги видовме е мафта на прес во Бихачка кој што го одржава во партиското седиште. Така да, почитувани колеги од опозицијата, не ви се точни наводите, почитувани колеги од СДСМ кои што не сте овде, поднесете резолуција за да зборуваме за неа. И потоа терајте ни и да се подпишуваме и да разгледуваме. Моментално имаме една резолуција која што има за цел да ги осуди манипулациите кои што се шират низ јавноста. И таа денеска и утре ќе биде разгледана и ќе биде ставено точка на сите овие манипулации што се шират помеѓу граѓаните. Благодарам.